Засилени реакции од македонската и од бугарската опозиција пред средбата Димитров-Захариева викендов во Софија, на која според најавите треба да се испеглаат последните детали од договорот за добрососедство меѓу двете земји. Министерот за надворешни Димитров и натаму останува на ставот дека се додека се преговара нема да се откриваат детали од договорот. Премиерот Заев пак на последната пресконференција откри единствено дека останало уште едно прашање, а тоа е делот за народите и делот за заедничката историја. Денеска ВМРО ДПМН уште еднаш од председиштето на Ману порача дека никој не знае што содржи договорот. Скандалозно е признанието на Таки Фити дека Заев не ги консултирал пред да прифати детали од истиот, изјави Зоран Илиовски. Највисоката научна институција во Република Македонија мора да покаже интерес за ова прашање, а не само да констатираат дека не се запознаени, оставајќи отворен простор да се протне било што. Председателот на Ману Таки Фити има обврска да ги брани државните и национални интереси. Таки Фити треба да покаже дека македонските академици не се исплашени и не се клиентелистички расположени кон Зоран Заев, како што тврдат функционери од Бугарија. Од Ману вчера ги осудија и ги нарекоа антимакедонски ставовите на историчарот Божидар Димитров, но и забележаа дека некои партии се прилепуваат на провокации без да ги проверат фактите. Во дописот до медиумите Ману пишува дека не била и нема да биде приврзок на ниту една политичка партија и дека не поседува информации за преговорите и за содржината на договорот за пријателство и за соработка меѓу Македонија и Бугарија, поради што наведува и не може во оваа фаза од преговорите да ги соопшти своите оцени и ставови. Поранешниот амбасадор на земјава во Бугарија, Љубиша Ѓоргиевски, смета дека е неспорно секоја земја во развој да има потреба од создавање на мировни или добрососедски договори, меѓутоа за него е спорен начинот на кој пристапивме кон решавање на тоа. Можда не требаше така да се направи бучно тоа, колку што се направи. Можда целата работа требаше да биде потиха. Можда требаше да се сондира подолго време терен. Бидејќи Европската Унија како наш таргет, како наша цел, тоа ни кажа еден господин овде, кој дојде и ја постави владата. Тоа е Хојт Брајан Ти, како се вика, кој вчера даде изјава во Србија за нин, дека земјите од регионот евентуално по 30 години ќе се приклучат на Европа. А овде во име на Европа оперираше. Дебата за македонско-бугарските односи активно се води и во Софија. Поранешниот бугарски председател Плевнелиев пак смета дека Бугарија има историска шанса да биде патот по кој Европската Унија ќе се прошири, а Македонија треба да влезе во Европа. Но најголем нејзин проблем е идеологијата на македонизмот, изјави Плевнелиев. Тоа е една изцел антибулгарска. Тоа е една целосно антибулгарска идеологија која нас не прави фашисти. Тоа е една идеологија на бришење, тоа е една идеологија на манипулирање на историјата. Бугарија треба да излезе и јасно да каже дека ние сме за обединета и не делива Македонија. Тоа е една млада држава и ние треба да ја помогнеме да оди напред. Бугарија нема потреба од повеќе територија. Бугарија е за тоа границите да паднат, а не да се поместуваат. Бугарија е за траен и одржлив мир и добрососедство. Според најавите, билатералниот договор за добрососедство и соработка треба да биде потпишан на 2 август. Иако за истиот ден е најавена и средбата на премиерот Заев со подпредседателот на САД Пенс во Подгорица, сепак македонските власти се надеваат на заедничко чествување на празникот. Договорот потоа треба да се најде на отворена дебата во собранието.